Значи, денешната пресконференција е актуелните состојби во текстилната индустрија, како и проекциите во наредниот период. Пред да му дам збор на председателот на Сдруженијето, значи, Пристопанската комора, сакам да изнесам некои податоци статистички за оваа дејност. Значи, според податоците за индустријско производство во 2014 година, споредени со 2013, кај производството на текстилни тканини имаме зголемување од 6,5%, додека кај производството на облека од 4,6%. За првите 2 месеци, значи за ова 2015 година, со истиот период од 2014 имаме зголемување кај производството од 0,9%, додека кај производството на облека од 11,5%. Во поглед на извозот, значи во 2014 извозот во текстилната индустрија изнесува $748 милиони и тоа опфаќа 15,2% од вкупниот извоз на државата, значи за 2014. Додека увозот е $605 милиони и тоа опфаќа 8,3% од вкупниот увоз по државата на целокупно ниво. Она што е малку по за искажување податоците понегативни се во 2015 година, значи за првите 2 месеци, каде што извоза на текстилни производи изнесува $96,5 милиони, има намалување во однос на 2014 кога извозот бил $112 милиони, а тоа намалување нормално е кај увозот, значи за првите 2 месеци увозот е на $68 милиони, а во 2014 бил $98 милиони. И она како податок што сакам да го истакнам е исто како бројот на вработените, кој што од година во година се намалува. Во 2007 година изнесува 43,848 вработени во текстилната индустрија, 43,848, а додека во 2014 година, значи последните податоци, бројот на вработени изнесува 35,348 број вработени, но сепак тоа е голем процент, околу 40% од бројот на вработените во преработувачката индустрија. Ги слушнате статистичките податоци, тие се одраз на неколку тенденции во овој момент во текстилната индустрија. Првата тенденција е она што започна од 2005 година наваму до големата криза кај нас која беше 2010 година. Текстилната индустрија во тој момент за тие 5 години изгуби 40% од своето производство, извозот и се разбира од бројот на вработените. Од 2010 наваму, како што кажуваат статистичките податоци, бележиме одреден раст. Тоа се случи и во текот на 2014 година. Оние бројки во преработувачката индустрија, особено во текстилната индустрија, значи производството на репроматеријали, во некои месеци беа огромни, но таму мораме да имаме во предвид, кога ги анализираме податоците, дека се работи за многу мало учество во купната текстилна индустрија, бидејќи најголемиот процент од производството во текстилната индустрија отпаѓа на производството на облека, значи конфекциите, а не базното производство, кој е по-релевантен податок. Ова зголемување од 2010 наваму е одраз на одреденото, иако бавно, заздравување на економијата во Европската унија, нашите стратешки партнери, особено економијата на Германија, као наш најголем увозник на текстилни производи. Сегашните податоци 2014, значи од 2010 до 2014 година успеавме од тој голем пат од 40%, половината да го вратиме, значи сега сме во однос на 2005 година за 20% помалку, и се разбира за толку е и падот на бројот на вработените. Некогаш нашата текстилна индустрија броеше дури над 60.000 вработени, за разлика од овој период. Други тенденции кои се присутни на текстилниот пазар во овој момент се одраз на растот на доларот во однос на еврото. Вие знаете дека најголемиот процент од увозните репроматеријали кои се преработуваат во нашите текстилни фабрики потекнуваат од далечниот исток и од Кина, а во поново време и од Турција. Тие се плаќаат во долари и сета оваа разлика што се случи помеѓу курсот на еврото и на доларот влијае на цените на тие репроматеријали и помошни материјали и се разбира на нашите партнери да ја зголемуваат цената на продажната цена на нивните производи на пазарите во Европа.
Во тој случај, бидејќи пазарот е се уште многу кревок во Европската унија, тие се принудени за да го ублажат тој пораст на цените предизвикан од курсот на доларот, да вршат притисок и врз нашите цени. Така да многу наши производители се жалат на притисокот од намалување на цените на лон услугата што ја работат за странските партнери. Тоа е негативната страна од тој пораст на курсот, додека од друга страна пак се јавува еден тренд на дел од компаниите од Европа, особено од скандинавските држави, да бегаат во каде што произведуваат класичен увоз од земите од далечниот исток и го плаќаат во долари и бараат соработка со наши компании. Тоа се случува значи со Финска, со Данска, со Норвешка, но и покрај почетните барања за соработка досега не сум слушнал да некоја наша компанија направила некоја поголема сделка. Затоа што разбирливо е почетните сделки, почетните партнерства се многу внимателни и количините кои во тој момент ќе почнат да се работат се многу мали. Значи може да очекуваме како одраз на овој пораст на курсот на доларот во однос на еврото, во идниот период дел од нашите компании да започнат и соработка со овие партнери. Но овој момент пак останува наш најголем трговски партнер, тоа е Германија. Друга тенденција исто така неповолна е таа што во последниве години луфтот или вакуумот што се ствара од промена на сезоните е се поголем. Тој вакуум се ствара на крајот на април и почетокот на мај, значи баш во овој период, и се ствара на почетокот на октомври, кога се менува летна со зимска сезона, и многу наши конфекции во овој период останаа без работа, бидејќи при настанување на промена на сезоните се касне со изработката на мустрите и конфекциите немаат во тој момент работа. Значи, кога ќе ги анализираме податоците за овој квартал, значи за вториот квартал на 2015 година, јас мислам дека тие податоци ќе бидат поради тој сезонски карактер нешто послаби во однос на третиот квартал од 2014 и четвртиот квартал 2014 година, но дека генерално 2015 година мислам дека ќе се задржиме на производството и на извозот кој го остваривме во 2014 година. При анализата на производните податоци, споредено со извозните податоци во евра, е присутен и исто така една нова тенденција, а тоа е да процентот на пораст на извозот во однос на производството е поголем, а тоа е затоа што дел од нашите компании почна одредени репроматеријали, фактички репроматеријали многу помалку, но помошни материјали, значи кутии, картони, потоа дополнителни услуги како што е перење, штампање и така натаму да ги прават во Македонија, што е добро и на тој начин се зголемува нашата додатна вредност во вкупниот извоз. И јас се надевам дека во идниот период тој тренд ќе биде присутен, затоа што Македонија и покрај тоа што ја изгуби индустријата за производство на репроматеријали, како што кажав, е принудена да увезува без разлика дали се работи за класичен извоз или за лон производство, да увезува репроматеријали од надвор. Сега со промена на курсот е интересна и Турција, дел од нашите партнери почнаа да увезуваат репроматеријали од Турција, бидејќи со Турција имаме спогодбата за диагонална акумулација, така да нема плаќање на царина за разлика од далечниот исток, така да може да дојде до промена на структурата на увозот, да се намали од далечниот исток, а да се зголеми од Турција. Ни останува во идниот период, гледајќи ги ситуациите што се случуваат на Балканот, значи државите во кои се уште текстил се работи, а тоа е покрај нас, значи Србија и Бугарија и еден мал дел што започна во Албанија. Нашите менаџери на конфекциите ќе мора да обрнат поголемо внимание на вложување во современи машини, значи во апарати и особено автоматски машини, да ја зголемат продуктивноста, затоа што притисокот преку цените и преку порастот на платите на вработените и другите трошоци ќе ги принудат да мора да вложуваат во таква опрема. Во моментов, од анализите што ги имаме, да речеме, во однос на Бугарија, иако можеби некои наши фабрики изгледаат од надвор многу поубави него бугарските фабрики, внатрешно, значи она што произведува машините, значи технолошката опременост во Бугарија е многу подобра за разлика од Македонија.